Добар ден. Јас сум Сонја Стефановска, професор во Средното градежно гимназиско училиште на град Скопје, Здравко Цветковски од Скопје. Во средното стручно, односно техничко образование, за трета година по предметот патишта, градежен техничар, за денес имаме нова наставна содржина за сообраќајно оптоварување, односно пропуск на моќ на патиштата и меродавни брзини, меродавно возило и слободен профил на патиштата. Но за почеток да се подсетиме што беше сувоземен сообраќај. Може да биде сувоземниот сообраќај патен и железнички. Додека патниот сообраќај се одвива по пат, железничкиот сообраќај представува дел од копнениот сообраќај, каде што возилата, односно возовите, се движат по однапред утврден пат, односно колосек. Овие објекти се состојат од елементи кои што се групирани во главно во две групи, долен строј и горен строј. Долниот строј беше заеднички, односно за патниот и железничкиот сообраќај, односно за пат и железничка линија, додека во горниот строј се разликуваја. Според функционалната класификација, патиштата се делија на далечински или транзитни, врзни, собирни и пристапни патишта. Ова се дел од класификациите и според топографските карактеристики на теренот се делија на низински, ритчести и планински патишта. Понатаму имаме за сообраќајно оптоварување. Што се подразбира под поимот сообраќајно оптоварување, односно интензитет на сообраќајот или големина на сообраќајот? Значи се подразбира број на возила што во определен временски интервал поминуваат или се очекува да поминат низ определен пресек на патот во двете насоки. Така да сообраќајното оптоварување или интензитетот се добива со броење на возилата, на патничките возила, автобуси, камиони и слично. Разликуваме две состојби: постојна или постоечка и планирана состојба. А што утврдуваме според постојната слика или состојба, а што според планираното? Врз основа на постојната слика, постојната состојба на сообраќајното оптоварување се врши анализа на тие односи во сообраќајот кои што се постојани. Постоечки се утврдуваат законите на развој, додека со планираната состојба или сообраќајно оптоварување, таа е основа за димензионирање и проектирање на напречниот профил на патот за да обезбеди проточност за некој иден сообраќај. Ние знаеме дека сообраќајот го градиме и го правиме, го планираме, го проектираме за 30, 40, дури и 50 години. Затоа треба добро да се испланира сообраќајното оптоварување. Понатаму имаме за пропусна моќ на патиштата и ниво на услуга. А што представува пак пропусна моќ на патиштата, односно на патот? Тоа е најголем број на моторни возила кои што може да поминат низ една сообраќајна лента, ако е еднонасочен пат, или пак во двете насоки во единица време. И истата пропусна моќ има количина, односно обем на сообраќајот, кој што е еднаков на капацитетот на патот. Ако се исти, значи капацитетот на патот и количината планирана или постоечка обемот на сообраќајот, тогаш условите движењето на сообраќајот стануваат полоши. Дури при мали и некои идеални под наводници услови на патот, тогаш сообраќајот и брзините се мали со чести застои. Затоа ние треба да постигнеме степенот на искористување на капацитетот на патот да е со помал обем. Значи при помал обем на сообраќајот, кога обемот на сообраќајот е помал од капацитетот на патот, имаме поповолни услови за корисниците. Значи, ако го обележиме Q голема
буква латиница за обемот на сообраќајот, количината или бројот на возилата, а со N голема латинична буква ги означиме капацитетот на патот, значи она што може да прими патот како сообраќај, Q/N ќе биде степен на искористување на капацитетот на патот. Кои се меродавни брзини? Врз основа на брзината и протокот и големината на сообраќајот се дефинираат, се димензионираат напречниот профил, ситуациониот план и надолжниот профил на патот. Ситуациониот план е основа на патот и таа се црта или се проектира во размер, најчесто 1:1000 или 1:2000, 2500, во зависност од патот, должината на патот. Напречните профили пак имаме типски профили и напречни профили кои што се на секој 10, односно 20 метри се прават, тие пак се цртаат во размер 1:100, 1:200. Надолжниот профил, тој е во различни размери, бидејќи еден е размерот за должината, а друг е размерот за висините, бидејќи знаеме дека патот е еден конструктивен елемент кој има многу поголема должина отколку неговите други две димензии, ширина и висина. И затоа се проектира надолжниот профил во размер 1:100/1000. Брзината на возење представува индикатор на ниво на услуга и ние може да ја сретнеме како проектна, сметковна, слободна и слично. Значи, брзините, според брзините, меродавните брзини, односно проектни брзини, ќе се димензионираат и патиштата. Правците, кривините, големините на кривини, на нагибите и слично. При дефинирањето на овие брзини треба да се земат во предвид следниве фактори. При психофизичката состојба на возачите, карактеристиките и состојбата на возилото и патот, особините и карактеристиките, кривини, крстосници, патни објекти, ширина на колово, срамност, рапавост, прегледност и слично. Карактеристиките на патот и структурата представуваат протокот на сообраќај, густината на сообраќај, мешовит сообраќај и слично. Останатите карактеристики представуваат изграденост на околината, топографија и слично. И друго. Проектна брзина. Ќе ја дефинираме проектната брзина. Проектната брзина се означува со голема буква В, ПР како индекс. Таа е усвоена како теоретска вредност која служи за пресметување на гранични параметри кои можат да се применат во процесот на трасирање на патот. Врз основа на проектната брзина се пресметуваат елементите на трасата, напречниот профил и се одредуваат најмалиот радиус на хоризонтална кривина, R големо латиница минимум, се означува, односно единица мерка метри, најголемиот надолжен наклон на трасата и максимум, малечко и латинично, во проценти и напречниот пресек на патот, односно ширината на патот со своите сопратни елементи. Меродавно возило. На почетокот на проектирањето се дефинираат меродавните габаритни и динамички параметри. Ние ги издвојуваме стандардните типови на возила. И во зависност од намената на патот, меродавното возило ќе биде различно. Значи, со стандардните габаритни мерки, што се подразбира под габарит, должина, ширина и висина, и максималната тежина на возилото, дозволеното осовинско оптоварување и комбинации на осовините. Ширините на сообраќајните ленти, минималниот радиус на хоризонталните кривини, слободните висини на објектите, односно на тунелите, на мостовите и слично, попречни профили и елементите на патот зависат од максималните димензии на
возилата, всушност така и се проектира патот, во зависност од максималните габаритни и осовински оптоварувања тежини на возилата. И сега имаме еден цртеж каде што се прикажани меродавни карактеристики на меродавни возила. На почеток имаме патничко возило со своји карактеристики, должини, ширини, висини и тежини. Понатаму имаме туристичко возило, исто така со своите карактеристики. Средно лесно товарно возило, има своји ознаки, латиница. Тешко товарно возило и автобус. Понатаму имаме со своите карактеристики, габарити и тежини. Тешко товарно возило со полуприколка и на крајот имаме тешко товарно возило со приколка. Слободен профил. Што представува слободен профил? Да се подсетиме, слободен профил представуваше слободен воздушен простор над коловозот или десно и лево од возилата, во кој не смее да има никакви други предмети, гранки, електрични, телефонски, други инсталации, ознаки и слично. Слободната висина е 4,5 метри на патот и се мери од највисоката точка на коловозот во профилот и се води сметка за евентуално некогашно зајакнување на коловозната конструкција или реконструкција на патот. Ширината пак на слободниот профил зависи. Од што зависи ширината? Зависи од бројот на сообраќајните ленти и нивните ширини. И така да, на следниот цртеж имаме слободен профил на еден пат надвор од населено место со својата висина и ширина на коловоз. Понатаму имаме велосипедска патека и нејзин слободен профил. Се гледа дека висината на слободниот профил на патот надвор од населено место е 4,5 метри, додека на велосипедската патека изнесува 2,5 метри, а ширината на една велосипедска патека е 1,5 метри, додека две, кога се разменува 2,5 метри ширината. За наредниот час имаме прашања за повторување. Како прво прашање, што представуваше сообраќајно оптоварување, понатаму што е пропусна моќ на патот, кои фактори се земаат во предвид при дефинирање на брзините, кои елементи на трасата се определуваат со проектната брзина, кои се основните параметри на возилата при проектирање на патиштата и што представува слободен профил, колку изнесува слободната височина и ширина на коловозната конструкција на патот. Се надевам дека ќе ви биде пријатна работата и ви благодарам на вниманието. Се гледаме наредниот час и се слушаме.